Вие го впивате погледот во оваа привлечна снежна белина. Панорамата не е секојдневна. За вас во овој момент еден географски поим, Шар-планина и незините масиви, ви се подаваат на запознавање. Овие бранисти облици во зимскиот пейсаж се чудно убав подарок на природата. Личното доживување и задоволството на подвижните скии, од врвот Попова шапка не упатуваат кон суровиот и ветровит цели пашин врв, за да се спуштиме во Јелак, таа мала и пријатна зимска оаза на зеленило и топло огниште. Во зимските денови престојот во Јелак е краток. Сончевите дни или пасторалните ноќи најдолго ги поминуваме на Попова шапка. По пријатното гонење низ снежната глаткост, планинското сонце и воздухот помалку извлекуваат ведрина и расположение, постојано присутни на терасата и просториите за забава во планинскиот дом. А кога студот се заморува и сонцето ќе збрише непрегледната белина, пролетниот развигор донесува нови бои и акорди. Украсите на природата се менуваат во цветна облека и продолжуваат со игривите тонови на овчарските шупелки, побрзањето на кротките муциња, низ раѓањето на новиот пейсаж со див мирис на планината. Монументалниот Титов врв му пркоси на времето, разголен и суров за сите годишни времиња, разблажен постојано низ штедрото отсликување во прозирните езера. Зар не треба да им завидиме на планинарите и на нивната страст што ги гони на освојување на овие прекрасни планински катови, подавање на оваа симфонија на тишината или остриот звук на ветерот, хармонијата или разбиеноста на природниот декор. Брзи, игриви и пркосни, планинските води шепотат или шумат низа преисконски мелодии, скалесто браздејќи го својот ток. Ке сретнеме и присуство на човешката рака, за да искористи водната стихија или да ги збогати бреговите на реката со ваков елегантен лак, символично и духовито познат како елен скок. Тргнувајќи или враќајќи се од овој дел на Шар-планинскиот масив, ние секогаш минуваме низ Тетово. Тоа е град со дах на минатото и пулс на современоста. Присуство на туѓа култура наоѓаме во контурите на градежништвата со ориенталски линии и облици, фрлени во заборав и сосипани понекаде грубо, декоративно, негде пак живописно и со арабески, остварени како на зидовите и сводовите на шарената џамија. Широките и праволинејни улици, модерните урбанистички идеи, естетската и удобна архитектура, од ден на ден се побрзо ги сменува сликите на инертното минато и го соопштува нервот на еден современ живот во секој поглед. Да тргнеме уште 25 километри на југ. Гостивар, втор град на просторот Полог, се надпреварува со Тетово во менувањето на својата надворешност и структура, добивајќи низ новите градежништва и другите комунални објекти се по современо обележје. Ако љубопитството не ни е намалено, во планинските села Лазарополи и Галичник ние можеме да откриеме оригинален и редок колоритен амбиент во обстановката, боите и начинот на животот.
истите раце на овие наши гоштаци ги опламенуваат руната во фини нишки. Предавани од дланка на дланка, се нижат во оригинални фолклорни орнаменти, во кои македонската жена внесува визии, оплеменети и избогатени со незиното чувство. На патот помеѓу Маврово и Дебар, на левиот брег од реката Радика, во сенките на древните стебла, мирува еден грб на нашата стара култура, градежништвото означено како манастир Јован Бигорски. Неговите зидови чуваат единствен примерок на најтворечките дни од македонското копаничарство. Кањонот на Радика секој патник го упатува до необични впечатоци и чудни емоции. Ако сте страстен рибар, во удобноста на рибарската кукичка секогаш ќе имате пријатен одмор и интимна стреа. Вас постојано ќе ве мами шепотот на убавицата Радика, а најмногу незините жителки пастрмките. Вчера ловот беше богат, затоа радоста поигрува в тиган. Не се разочарувајте ако следното утро првото фрлање на блинкерот не ве возбуди со итро движење на рибата. Се обидувате уште неколку пати. Вештината и среќата се комплетираат и радоста повторно се враќа со богатиот улов. Овој реон, зад зеленилото или зародјаниот превез на стеблата, крие дамно присуство на ретки примероци од животинскиот свет. Покрај другите видови, овде се уште е зачуван рисот. Дивата коза, иако не многу бројна, би била секако драг трофеј за секој млад или рутиниран ловец. Мавровското езеро не е само огромен воден акумулатор за турбините на Мавровскиот хидроенергетски систем. Природниот раскош, по чије дно тлее споменот за Мавровските анови и животот на минатото обогатен со езерото, денес е привлечно место за одмор и забава. Опитот со порибувањето на овие води за кратко време се покажа успешен. Денес, во студените длабочини каде вегетираат нови растенија, се оплодуваат се поголем број пастрмки што достигаат големина и до 10 килограми. Задоволството што го овозможува риболовот на овие води, се повеќе ги мами пасионираните риболовци. Патувањето по овој привлечен дел на Западна Македонија ќе треба да го завршиме. Она што останува во нас, тоа е мислата која постојано ќе не подсетува. Кога повторно ќе дојдеме?